Благодарам. Почитувани колеги, пратеници од секцијата на Собранието на Парламентарното собрание на франкофонијата, почитувани амбасадори, почитуван колега председател на секцијата, драги ученици, млади парламентарци, почитувани медиуми, драги гости, професори, дами и господа. Добре дојдовте во Собранието на Република Северна Македонија. По многуте позитивни реакции и успешната подготовка на минатогодишните ученици и нивните професори од средните училишта од нашата земја, на едукативната активност на младиот франкофонски парламент Имам став, Собранието на Република Северна Македонија реши повторно да го организира истиот. Со желба оваа собраниска активност да прерасне во традиција. Истовремено, ја користам оваа прилика да изразам благодарност до амбасадорите франкофони, што позитивно одговорија на нашата покана да бидат дел од овој настан и да придонесат за афирмација на истиот. На овој начин сакаме да се вклучиме во одбележување на месецот на франкофонијата во нашата држава и преку дебата на француски јазик да овозможиме младите лица од средните училишта да дебатираат на актуелни теми кои ги засегаат младите. Сакам да истакнам дека Собранието на Република Северна Македонија како асоцијативна членка на Парламентарното собрание на франкофонијата ги негува вредностите на франкофонијата. Пратениците активно се залагаат за промоција на францускиот јазик и култура и на овој начин Собранието се приклучува кон останатите парламенти кои споделуваат вредности на оваа меѓународна парламентарна организација. Бројните настани кои во чест на франкофонијата се одбележуваат во нашата земја значат негување и на тамошна афирмација на францускиот јазик во Република Северна Македонија, но во суштина значат промоција на мирот, демократијата, човековите права, соработката меѓу народите и различните култури. Република Северна Македонија е целосно приврзана кон овие вредности и како мултиетничко општество, отворени сме кон различните етнички, јазични и културни идентитети. Затоа и ја разбираме потребата да се афирмира посебноста со сите различности преку интеракција и размена со другите. Овој младински франкофонски парламент што го организираме денес го представува токму тоа учениците од различни градови да може да дебатираат. Со внимание да ја проследиме нивната дебата, да ги слушнеме нивните размислувања и потреби и што побрзо да ги вклучиме во општествениот политички живот, општествениот и политичкиот живот во земјата. Посакувам во иднина надлежните институции во земјава заедно со нас пратениците да работиме на донесување и примена на соодветни мерки за зголемување на присуството на францускиот јазик во сите степени на образованието. Потребно е да се посвети поголемо внимание на подготовка на едукативни програми, летни школи и кампови заради поголемо поврзување на младите средношколци со нивните врсници од франкофонските земји. Драги ученици, посебно би сакал вас да ви се обратам. Денес вие ќе бидете во прв план и ќе имате можност да бидете дел од работата на парламентарците и да ја почувствувате силата што има зборот и легитимитетот на пратеникот. Се надевам дека некои од вас ќе бидат инспирирани да станат пратеници и да ги менуваат општествата и животите на нашите граѓани на подобро. Со нетрпение очекуваме да ја следиме вашата дебата по трите предложени теми за овој денешен ден настан. Се забележувам дека темите се многу внимателно одбрани, тие се многу актуелни и верувам дека ќе понудите мудри решенија за подигнување на свесноста за врсничкото насилство, за безбедноста во сообраќајот и исилувањето на младите. Градењето на здрав однос меѓу вас е од исклучително значење за нашето општество, зашто сите ние како родители, наставници и политичари мора да придонесуваме. Ќе бидам среќен доколку ние како законодавци овозможиме поставување на солидната конструкција на тој мост на поврзување меѓу сите нас. Тоа ќе представува чест и признание и за нас како држава на меѓународната сцена и соодветно позиционирање на Република Северна Македонија на истата. Упатувам посебна благодарност до професорите кои неуморно работеа со овие ученици и ги подготвуваа за учество на дебатата што денес ќе ја проследиме. Вашата професија и улога е многу благородна и без ваша помош овој настан не би можел да се одржи. Драги ученици, ви посакувам плодна и инспиративна дебата. Ви благодарам на вниманието.